Ке се гради, нема да се гради. Ке се гради неусловено. Ова е последниот став на владата на Северна Македонија за изградбата на железничкиот коридор 8. The Republic of North Macedonia is in the central part of the Balkan Peninsula, at the crossroad of two transport corridors which are very important for the region and for Europe, Corridor 10 and Corridor 8. Кај селото Опила, каде веќе се работи на пробивање на железничката траса, живее 73 годишниот Ѓорги Николовски. Од минато неделното минирање му напукнала куќата, а од прашината му се уништил родот на нивата. Тоа што мора да се гради, се никој не прави проблем, да внимава малку на населението, тоа е многу лошо. Физелка сега земав, скапи смрди тамо ќе ги дроба на кокошка, не јадат и тие, не е за употреба. Опила се наоѓа на вториот дел од вкупно 3, како што е поделен проектот за изградба на 90 км железничка линија. Првиот дел, од Куманово до Белјаковце е речиси готов. Вториот до Крива Паланка е во изградба, а третиот до граница не е ни почнат. Турската фирма Ѓулермак, која работи на вториот дел, веќе е присутна со 450 работници, кои работат на изградба на нова железница. Сепак имаат задача да ги рехабилитираат и деловите кои се граделе во 90-тите години, тогаш од градежната фирма Mavrovo. İlerlediğimiz 27 yıl sonunda 1,5-2 ay içinde %33'e ulaşacağız. Önümüzdeki senede %75 mertebelerine geleceğiz. Projemizin son onaylanan iş programına göre 2026'ın Ekim sonunda tamamlanması bekleniyor. Her türlü ekipman, ekip, personel şu anda sahada her noktada çalışıyor pozisyonunda. Третиот дел од трасата до граница не е започнат, ниту пак има избрано изведувач. Според проектот, тунел ќе поминува под ридот во Крива Паланка и со мост ќе се издигне над куќите. Токму во овој дел експроприацијата е најтешка. Во однос на експроприацијата, надвор од Крива Паланка, значи без градот, негде околу 95% е завршена. Експроприацијата у градот се оставени ради некои репроектирања, за тоа од кој ќе се избере изведувач, ќе продолжи експроприацијата и во самиот град. За сега проблем остануваат натегањата меѓу Северна Македонија и Бугарија. Со посредство на Европската комисија беше објавено дека двете страни се договориле да одржуваат редовен диалог и да формираат заедничка работна група. Министерствата пак да работат на изнаоѓање координирано техничко решение за прекуграничниот дел, пишуваше во соопштението на комисијата. Но Министерството за транспорт на Северна Македонија веднаш потоа излезе со став дека ќе мора тунелот да биде заеднички проект на двете страни и да се ревидира цената која е превисока. Бугарската страна дава некои критики, меѓутоа им се паушални. Најголемиот проблем тамо е поврзувањето. И тоа е еден тунел кој што е преку 2 км, значи не е тунел што 100-200 метри, туку е 2 км, е огромен во вредност и во износ. Бугарската страна за овој тунел во моментов нема ни проект. Проектот Коридор 8 е започнат во 1994 година, а предвидено е да се гради со пари од Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој. Оште Бранко кога беше направија споменик таму кај него у Гиновски Бентомак, тој рече, драги криопалачани, тука за 4 години ќе рикне возот, а они 40 стана дојде. Груевски се менја, еден други така мерит, си взимат пари сина. Коридорот 8 треба да е врска меѓу двете мориња, од Јадранското во Албанија па се до Црното море во Бугарија, поминувајќи низ Северна Македонија. Прашањето за делот од западната страна на Северна Македонија, од Кичево до границата со Албанија, каде нема поставено ниту еден праг за шини, засега никој не го отвора.